Благодарам. Не можам да останам мирен и да не реагирам, па ако сакате од место, кога се изнесуваат брутални лаги и невистини на очиглед на целата македонска јавност. Да се каже дека до 2017 година во секој извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија пишувало дека имало уназадување на реформите во јавната администрација, покрај тоа што е брутална лага и манипулација, е непочитување првенствено на администрацијата и уште поголемо непочитување на Европската комисија, која се потрудила секоја година да изработи реален извештај за напредокот на Република Македонија. За јавноста, затоа што знае, меѓутоа и за колешката која што брутално лаже. Во 2016 извештајот на Европската комисија во делот на реформа на јавната администрација пишува: умерено подготвена, има напредок. 2015 во извештајот на Европската комисија за Република Македонија пишува: умерено подготвена, има напредок во одредени области во делот на јавната администрација. 2014 во делот на јавната администрација пишува дека земјата се ангажираше за широка реформа на јавната администрација. Специјалната група за реформа на јавната администрација, најстара во регионот, продолжи со својата работа. Македонската јавна администрација изгради стручен кадар кој треба да биде задржан. И да не имам повеќе време, секој претходен извештај пишува дека Република Македонија има напредок во делот на реформата за јавната администрација. Затоа, во контекст и во интерес на јавноста и во интерес на дигнитетот на ова собрание, во кое што почнаа да се изнесуваат брутални лаги и невистини, барам од колешката Даниела Колева јавно да се извини на Европската комисија, на македонската јавност и на македонската администрација за ова брутално лажење. Ви благодарам.